Пред се, чест и задоволство е да се биде капитен на оваа екипа, која што е нова екипа и млада екипа. Поголем дел од овие играчи немаат играно заедно. Наша цел оваа година е пред се да покажеме дека сме еден надпреварувачки тим кој што може да се носи и да се бори со сите екипи. Свесни сме дека имаме една тешка група со добри екипи во која што се и Вардар и Еврофран Пелистер, но нашата цел е да покажеме дека можеме да играме и да се носиме со тие екипи и нормално доколку дозволат условите и можностите и се покажеме во најдобро светло да влеземе и во плейоф. Позитивно е што ракометот се враќа онаму каде што припаѓа и што се појавија генерални спонзори и повеќе фирми покажа интерес да го поддржат спортот во градот, благодарност исто така и до општината, и мислам дека сме на добар пат за да креираме уште една поуспешна приказна од досегашната. Да, имаме повеќе играчи кои што ги донесовме во текот на оваа сезона. Имаме играчи и од Црна Гора и од Србија. Исто така донесовме играчи и од другите тимови кои што беа во Суперлигата и мислам дека имаме еден добар тим кој што пак ќе повторам може да се носи со сите екипи во Суперлигата. Лично за својата игра, својот поден, Па, најпрво да се спремиме, да нема повреди, да се подготвиме максимално физички и психички и потоа играта ќе покаже. Значи, Христи Биковски, Поели, денешниот ден, како поминува? Позитивно, многу нови играчи, пак ќе кажам, им посакувам прво на сите играчи здравје, пред се да нема повреди. Јас сум голем оптимист, екипата е желна за докажување, сите се оптимисти. Пред се сакам да се заблагодарам на генералниот спонзор, на луѓето кои ни овозможија пред се да имаме услови какви што доликува на еден спортски или ракометен клуб, да се вратиме на местото кај што припаѓа. Ракометниот клуб Прилеп има голема традиција, знаете сите, и заслужува да биде во најдобрите екипи во Македонија. Разликата од предходните сезони со ова би требало да биде видлива? Разликата е видлива и во играчкиот кадар, ако може да направиме некоја споредба, поквалитетен играчки кадар имаме оваа година, нови засилувања кои мислам дека ќе пристигнат уште некои засилувања. Значи играчкиот список не е завршен? Не е завршен играчкиот список, има уште за средување некои играчи, но тоа останува да видиме. Наша цел е да се спремиме, да направиме една добра хемија, да има едно добро другарство во екипата, да сега овај физички оддел малце кој ни е посаден, да кажам, на играчите, но мора да го издржиме. Тоа е база на цела година. Твојата игра постојано во подем, што да очекуваме конкретно за оваа сезона? Крилната позиција? Да, на крилната позиција сум јас и уште две млади деца кои треба да прераснат и тие во добри личности пред се и ракометари. Лично мојот придонес на екипата, очекувањата од тренерот се на високо ниво да играм цела сезона, да немам падови, да што се однесува до тој дел играта во одбрана треба да испочитуваме. Треба едноставно да се вметнам во овој нов систем на тренерот. Секој тренер си има систем. Точно, секој тренер си има нов систем. Не го знам неговиот систем, знам дека точно има работено со тренери кои си имина во светскиот, во врвниот ракомет. Има работено, има научено сигурно многу. Мило ми е што ќе ни пренеси нас од тоа пред се за нас лично да има некои работи што нови да ги научиме. Од секој тренер учиме се повеќе и повеќе. Се надевам дека од овој тренер ќе научиме најмногу. Оптимиста сум. Знам дека ќе играме добар ракомет, модерен ракомет. Капитенска позиција секојаш одврзува. Точно, капитенската позиција. Па искрен да бидам, капитенската, ова млад човек, точно ова ми е 5-та година. Тука чест ми е и задоволство што ќе бидам капитен на оваа екипа, на овие прекрасни момци пред се.
Значи, капитенот е релација на тренер, капитен и капитен меѓу играчи. Тоа е една релација која не сме да претрпи. Значи, мора да ја контролираш, да ја држиш екипата не само на теренот и ван терен. А обично се кога е најтешко? Кога е најтешко да ја крениш екипата и да дојдеш до посакуваниот резултат. Така. Некои очекуване конкретни за пласманот имате за влез во плейофот со зборот? Сакам наша цел да чепниме некој место во плейофот, да бидеме искрени со новиот генерален спонзор, со овие услови, со овие оптимистички мислења на сите играчи, наша цел е да чепниме нешто во плейофот, но останува да видиме. Пак јас можам само да ветам дека ќе играме модерен, брз и убав ракомет, другото останува да видиме.